Вести на Канал 8. Станарите во старата зграда во центарот на Кочани ќе треба да формираат куќен совет, за да може општината да им помогне во реновирањето на дел од објектот. По последниот пожар што го имале, неопходна е санација на покривот. Старата зграда во Кочани на локацијата меѓу улиците Браќа Ставреви и Кеј на Револуцијата нема во скоро време да добие интервенција за реновирање на кровната конструкција или пак на фасадата. Грдата на дворешна слика што таа ја остава ја дополнуваат голите жици и распуканите ѕидови од внатрешноста. Подрумите се уште се заштитени со импровизирани прозорци, надворешните врати се искршени и зјаат, а насекаде се чувствува влага и лоша миризба. Со години никој не се зафатил да ја санира зградата која пропаѓа и е опасност за незините жители. Станарите се надеваат дека општината би можела да им помогне, поради што барање упатија и преку општинскиот совет. Има пожар порано и покривот беше уништен, па прашуваат дали има можност општината да им помогне во реновирањето на покривот. Градоначалникот Димитровски пак вели дека локалната самоуправа може да помогне, но дека има објективна пречка што станарите треба сами да ја отстранат. Го разгледувавме тоа прашање. Значи, тоа е во центарот на градот, таму имаме, мислам дека се 12 станари, се на се. Меѓутоа тие се уште немаат куќен совет. И голем проблем е со чистењето на оджаците. Имаме посебна забелешка од нашата противпожарна служба, апелиравме до нив, пративме дописи и овој пат и јас апелирам, и вие се поврзете со нив, нека формираат куќен совет. Општината знаеме у каква состојба, знаеме дека таа стара стамбена, знаеме состојбата на тие луѓе што останаа таму. Ако формираат куќен совет, ќе има со кого да разговараме. Овака одлучно кажувам дека не можеме да помогнеме на ниту еден. Оваа стамбена зграда е меѓу најстарите во Кочани. Изградена е во првите години по Втората светска војна. Становите бргу се распродале, а некои се исплатували на рати од 40 години. Од изградбата до денес, таа немала ниту една сериозна градежна интервенција, што зборува или за квалитетната изведба, или за општата негрижа за нејзино одржување. Града е сликата и со дел од дуќаните на мостот кај градскиот пазар. Затрупани со ѓубре и фекалии, нивните сопственици одамна се откажале од нив, а граѓаните ги обиколуваат. Вистинска депонија се дел од дуќаните на пешачкиот мост кај градскиот пазар. Без прозорци и врати во внатрешноста лесно се влегува, па на место за основната функција претворени се во јавни тоалети. Бидејќи се шири неподнослива смрдеа, граѓаните обично ги заобиколуваат доколку не мора да поминат оттаму. Со оглед што се во централното градско подрачје, кое секој четврток е посебно фреквентно, представуваат лоша слика за градот кој претендира да биде најчист во државата. Од комуналното претпријатие Водовод се запознати со состојбата, но станувало збор за приватни објекти врз кои тие немаат директна надлежност. Сепак, уште пред известно време беше речено дека соодветно ќе се реагира. Стоиме на располагање, ќе ги одржуваме сите тие лоцирани точки и ќе одговориме на сите барања по времено кое ќе треба да се интервенира. За сега сликата во дуќаните и околу нив не е многу променета, зашто сведочат снимките од локацијата каде тие се наоѓаат. Според информациите на собствениците на дуќани од соседството, запуштените објекти престанале со работа пред неколку години поради финансиски проблеми на нивните газди. Подоцна собственоста над нив ја презела една од банките, кај која дуќаните биле заложени како хипотека. Сепак, тоа не треба да биде оправдување за големата нехигиена во и околу нив, што останува како обврска за комуналното претпријатие. Јавен повик до граѓаните упати општина Чешиново Облешево за да ги платат за останатите давачки за данокот на имот. Повикот се однесува и на правните лица за плаќање на обврските за такса за фирма и имот за деловните згради. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево со јавен повик упатен до сите граѓани даночни обврзници ги потсетува дека до крајот на годината имаат обврска да ги расчистат неплатените давачки кон општината. Се работи за сите сопственици и корисници на куќи, деловни згради и гаражи кои се обврзници по основ на данок на имот. Со повикот тие се известуваат дека треба да го платат неплатениот износ на данокот заклучно со 31 декември годинава.
Во спротивно ќе им биде пресметана камата за ненавремено плаќање на данокот. Исто така се повикуваат сопствениците на новоизградени куќи, помошни објекти и деловни простории во законскиот рок во текот на месец јануари да пополнат даночна пријава со наведени карактеристики на градбите и пазарната вредност на истите, што ќе биде основа за пресметување на данок на имот за идната година. Општина Чешиново Облешево ги повикува и сите сопственици и управители на фирми веднаш да ја платат комуналната такса за фирма и данок на имот за деловните згради и деловните простории на фирмата. Рокот за плаќање исто така е до 31 декември, затоа што во спротивно ќе им биде пресметана камата за ненавремено плаќање на таксата и данокот, пошто ќе се изврши присилна наплата од жиросметките. Сумата дополнително ќе им биде оптоварена затоа што банките за услугата ќе наплатат и провизија за извршената присилна наплата. Управата за јавни приходи ги подсетува граѓаните дека им преостануваат уште десетина динови за регистрација и пријавување за паушално оданочување. Обврската можат да ја исполнат на даночните шалтери на управата, а за непочитување предвидени се законски санкции. Управата за јавни приходи испрати писмено соопштение со кое ги подсетува граѓаните кои обавуваат самостојна дејност и не се во состојба да водат деловни книги или пак водењето на книгите им го отежнува вршењето на дејноста, дека имаат право да поднесат барање за паушално плаќање на персоналниот данок на доход. Барањето се поднесува на образец до Управата за јавни приходи, пошто данокот на доход за 2016 година ќе може да се плати паушално според утврден нето приход. Секој даночен обврзник образецот може да го поднесе до даночната канцеларија на управата според местото на живење. За да се стекнат со право за паушално оданочување за 2016 година, покрај тоа што треба да поднесат барање најдоцна до 31 декември годинава, граѓаните треба да задолжително да ги исполнуваат и другите услови. Тоа се да не вршат трговска, угостителска или комисиона дејност, освен обврзниците кои вршат трговска дејност исклучиво преку продажни места на организирани зелени пазари. Потоа да не вработуваат други лица, во дејноста да не вложуваат трети лица и да остваруваат нето годишен приход од вршење на дејноста до 2 годишни просечни плати. Потребните документи за пријавување се бесплатни и можат да се преземат на шалтерите или преку веб страницата на Управата за јавни приходи. Доколку граѓаните имаат промени само во личните податоци, како адреса, телефон, електронска пошта, промената можат да ја направат и со користење на услугата промена на даноци преку бесплатната телефонска линија 0800 33 000. Ако имаат промени пак во податоците за претежна дејност, обврзниците се должни да поднесат пријава за регистрација за промена на податоци. Точноста на регистарските податоци е неопходна поради достава на пријави, решенија, известувања и навремено информирање на даночните обврзници. За непочитување на законската обврска предвидени се соодветни парични санкции. 17-годишно девојче од Виница е регистрирано како исчезнато. Незиниот татко пријавил во Виничката полициска станица дека ќерката веќе 2 дена не се вратила дома. Нов случај на исчезнато лице е пријавено во Виница. Се работи за 17-годишно девојче, кое пред 2 дена излегло од дома и не се вратило. Загрижениот татко, 38-годишниот ЕС, отишол во полицијата и го пријавил случајот. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во полициската станица Виница во четвртокот била регистрирана пријава дека на 16 декември околу 5 часот изутрина од дома во непознат правец се оддалечила малолетната 17-годишна ќерка на пријавителот. Во моментот се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Инаку во текот на изминатите 2 месеци, ова е втор случај на пријавено исчезнато лице во полициската станица во Виница. Предходно, во ноември, во полицијата имаше пријава за исчезнат 80-годишен старец, кого семејството го барало цела недела. Според анализите од секторот за внатрешни работи од Штип пак, во источниот регион во текот на оваа година биле пријавени вкупно 33 лица, од кои 25 се жени. Најголем број од исчезнатите се од Штип, вкупно 18, а по 2 пријави за исчезнување на лица имало во Кочани и Виница. Од исчезнатите досега се пронајдени 25 мина, од кои дел беа починати. Новогодишни пакетчиња за пациентите на детското оделение во Кочанската болница додели Македонски Телеком.
При тоа представниците на компанијата на дечињата им посакаа побрзо оздравување. Весели мигови им приреди компанијата Македонски Телеком на дечињата кои се хоспитализирани на детското одделение во Кочанската општа болница. Со дедомраз и сладки пакетчиња во пресрет на новогодишните празници, представниците од компанијата се обидоа барем за момент престуат во болничките соби да им го направат попријатен. Рекоа дека се работи за кампања што се спроведува во целата држава, а дел од нив е и нашата здравствена институција. При тоа на сите хоспитализирани деца им посакаа побрзо оздравување. Од моје име лично и од името на Телеком, на сите дечиња сакам да ја посакам брзо оздравување и враќање дома, среќна нова година, убави празници, многу здравје, многу успех, многу среќа. Благодарност за вниманието и новогодишните подароци искажаа и вработените во општа болница. Голема благодарност до компанијата Телеком, значи од моје лично име, од името на моите колешки од детско одделение и сите вработени, од името на нашиот директор. Благодарност до компанијата уште еднаш и ние исто така на сите наши дечиња им посакуваме побрзо да оздравеат, да ни бидат здрави и да си ја дочекаме среќна новата година. Во моментот на детското одделение во Кочанската општа болница се хоспитализирани 15 на дечиња од Кочани и соседните општини. Во основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци се одржа свеченост по повод завршувањето на кампањата Биди модерен, селектирај паметно. На учениците кои беа вклучени во неа им беа доделени признанија и награди. И основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци се вклучи во кампањата Биди модерен, селектирај паметно, што изминатата недела се реализираше во соработка со компанијата Екопак Хит од Кочани. Целта на кампањата беше учениците да се едуцираат за поимот разделно собирање на отпадот од пакување, како и негово правилно селектирање. Исто така, тие требаше да научат и за правилното искористување на контейнерите во боја, со истовремено дефинирање на процесот рециклирање, негов опис и значење. По завршувањето на обуката, во училиштето се одржа средба меѓу учесниците и представници од компанијата, носител на кампањата. При тоа беше искажана оценка дека активноста се реализирала успешно. Во кампањата беа вклучени сите ученици од прво до четврто одделение, од централното и од подрачното училиште. Тие присуствуваа на едукација. Едукацијата се состоеше во два дела. Едниот дел беше презентација со наслов Биди модерен, селектирај паметно, а по презентацијата се спроведе и интерактивна работилница на која на учениците им беше дадена можност и да дискутираат и да споделуваат впечатоци и сознанија. По овие завршени активности сметаме дека целта на овие едукативни часови е постигната и дека учениците веќе знаат правилно да го селектираат отпадот, знаат да ги користат правилно контейнерите во боја, знаат да го објаснат процесот на рециклирање и секако потребата од штедење и чување на природната околина. На обуката што се одржа во Централното и подрачното училиште Синиша Стоилов, учениците се запознаа со материјалите што се користат за пакување, нивниот начин на добивање и заштедата што произлегува од рециклирањето. На сите паралелки од прво до четврто одделение кои беа вклучени во кампањата, компанијата Екопак Хит им подели пофалници и награди, а училиштето од Зрновци доби благодарница за учеството во програмата. Следува информацијата од спортот. Вредела ќе се игра последното коло од есенскиот дел во третата кошаркарска лига на Македонија. Кошаркарите на Баскет Дино гостуваат во Струга на средбата со Црн Дрим. Викендов се игра последното 10-то коло од есенскиот дел од првенството во третата кошаркарска лига. По минатонеделниот пораз од гостувањето во Куманово против екипата на Михајловски, кошаркарите на Баскет Дино од Кочани повторно ги очекуваат тежок надпревар против Црн Дрим во Струга. Потврда за тоа е и што домакините се наоѓаат на второто место на табелата со 3 бода за останување зад првопласираниот Карпош Соколи. За разлика од нив, кочанските кошаркари со само 2 победи и 5 порази досега се на последното место на табелата со освоени 9 бодови. Со оглед на досега прикажаното во полусезоната, не може да се очекува тие внедела на гостувањето во Струга да направат поголемо изненадување. И нивните помлади клубски колеги кои се надпреваруваат во младинската М18 лига исто така гостуваат. Во 11-тото коло тие ќе патуваат за Струмица,
каде се среќаваат со тимот на Баскет Академија. Со оглед што на теренот во Кочани во рамки на четвртото коло нашите кошаркари претрпеа пораз од Струмичани, голема е веројатноста дека и овој пат ќе најдат насилен отпор од домакините. До крајот на полусезоната во првенството на Младинската лига преостанува да се одиграат уште 3 кола, во кои екипата на Баскет Дино ќе игра на домашен терен и ќе гостува, а во последното коло ќе биде слободна. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Имајте убав викенд. Дојдувајте.